IT секторот останува најплатена индустрија во Македонија. Информатичарите и програмерите од дома заработуваат европски плати. Нивните приходи го надминуваат државниот просек. Генерално, просечните месечни плати на програмерите се движат од 1000 до над 3500 евра. Ова го прави секторот еден од најдинамичните и најбрзо растечки во земјата, привлекувајќи млади таленти. Иако голем број македонски компании работат за врвни светски корпорации, дел од студентите се неодлучни каде би ја граделе кариерата. Идеално тука нормално дека никој не сака да се искорени од сопствената татковина и да оди на друго место само за работа. Меѓутоа тоа е тешко да се предвиди, сепак станува збор за поголеми фактори отколку самата волја на човекот. Едноставно тоа е борба за преживување. Мене повеќе ми е желба странство проложам со магистратура. Повеќе ме бендисува животот таму. Сепак, од Охридскиот универзитет за информатички науки Свети Апостол Павле вела дека околу 70% од студентите останале во државава, за разлика од другите профили кои гледаат излез надвор од државата. Во минатото, пред 10 години, студентите, барем од нашиот универзитет, сите заменуваа во странство, дал на дообучување во смисло на мастер или на докторски студии, а сега во последните 3-4 години, со отварањето на полно компании странски во Македонија, остануваат тука. Тоа е, мислам, последното истражување што го направи. Локалните компании отворат нови работни места, а голем број млади инженери работат на интернационални проекти. Сметам дека кадарот кој што го имаме моментално може да остане во Македонија од причини што имаме доста работни места кои што бараат се повеќе и повеќе нови вештини на работа, нови знаења, а сметам дека компаниите заедно со здружени со факултетите, како оваа иницијатива токму денес, може тоа да го овозможат. Насочени сме кон рекрутирање на млад кадар. Целта ни е да ги задржиме младите тука во Охрид. Секако во поглед на кариерен развој секако ги оставаме студентите да растат во компанијата. Со тоа секако и компанијата, но и самите тие ќе имаат личен бенефит. Со оглед на брзиот развој на технологијата и глобалната побарувачка за IT услугите, се очекува дека оваа индустрија ќе продолжи да расте и да игра клучна улога во економијата на земјата.